По 4 месеци од монструозниот скандал на онкологија нема никаква разрешница. Се поочигледно е дека годинава ќе заврши без отворање на истрага за случајот. Кој манипулирал со последната надеж на болните и во чии џебови завршувале парите, но и на кој начин биле лекувани пациентите? На овие прашања одговор се уште нема. Кај онколошките пациенти е спласната надежта дека вистината ќе излезе на виделина. Ништо поразлично не е ни тука и министерот за здравство, затоа што не даде конкретен одговор дали е оптимист дека ќе се разоткрие монструозната афера, но побара побрза разрешница на случајот. Еве пак денеска вие ја начнавте тема, ја пак ги повикувам дека јас сум најкомпетентниот и заменичката да ги повикаме како министер и заменик министер за здравство, обвинителството веќе на вистина е крајно време и тие самите да го веќе да се тргнат од тој товар дека правниот систем не функционира во државата, нека повелат господата и нека изгледат со конкретен одговор и да се знае една за секогаш кој е виновен. Онколошките пациенти се разочарани и загрижени. Велат очекувале побрзо да се открие вистината. Надеж веќе немаме. Да, таму се работи, да бидеме на чисто, имаме информации дека се работи, меѓутоа некако веќе ни личи дека одговорност нема да дочекаме, имиња и презимиња нема да дочекаме. Бројни потресни сведоштва на пациенти и нивни најблиски очигледно беа малку за надлежните побрзо да ги најдат сторителите. Случајот е во предистражна постапка и се бараат цврсти докази. Од основното јавно обвинителство се уште не откриваат детали за случајот. Последните информации се дека во тек е вештачење на издвоени медицински документации, а стигнати били дел од побараните документи од Косово.